Поради настапот на фудбалската репрезентација на Македонија, сите надпревари од првата и втората македонска лига ќе се одиграат во сабота со почеток во 13 часот и 30 минути. Екипата на Шкендија во рамките на 13-тото прволигашко коло има тешко гостување кај екипата на Победа од Прилеп. Овој надпревар, поради реновирање на градскиот стадион Гоце Делчев во Прилеп, ќе се одигра на стадионот под Тумбе кафе во Битола. Екипата на Шкендија на овој надпревар ќе бара излез од резултатската, но и кадровската криза која го зафати клубот. Тетовци веќе 3 надпревари немаат победено, а при тоа немаат постигнато ниту еден погодок. Фудбалерите на овој надпревар повторно ќе ги води вршителот на должноста тренер Јетон Бечири, со оглед на тоа дека раководството на клубот се уште нема назначено нов шеф на стручниот штаб после заминувањето на босанецот Бруно Акраповиќ. Фудбалерите на ренована градскиот стадион во Тетово ќе ја пречекаат екипата на Шкупи од Чаир. Момците на тренерот Чати Посмани ќе имаат тешка задача со оглед на одличната игра која ја прикажуваат фудбалерите на Шкупи на последните неколку надпревари. На останатите надпревари од 13-тото коло на првата македонска фудбалска лига ќе играат Брегалница Штип Вардар, Македонија Ѓорче Петров Силекс и Работнички Пелистер. Фудбалерите на Тетекс во рамките на 11-тото коло на втората македонска фудбалска лига ќе имаат тешко гостување во Струмица против екипата на Хоризонт Турнова. Тетовските фудбалери минатото коло неочекувано беа поразени на домашен терен од екипата на Металург и ќе имаат тешка задача тој пораз да го надминат на гостувањето на стадионот Кукуш во Турново. На останатите надпревари од второлигашката конкуренција ќе играат Евромилк Скопје, Металург Новаци, Тиквеш Вардар Неготино и Влазрими Академија Пандев.